Мојот логорски број беше 31.382. Јас сум Љоровски Атанас, од село Вамбел. Јас сум учесник во Демократска армија Грција уште од 1947 година. Земавме учество во борбите на Грамус, на Мечово, Ливодотопје, Самарина, Јанина, па потоа во селото Нестрам. Во селото Нестрам таму се ранив од мина, бев тешко ранен. После бев префрлен, моите другари ме земен префрли во слободната територија на партизаните. Па потоа бев пренесен со кони, стигнав во болницата Нивици, а таму имаше многу ранети, се донесе одлука да не префрлат потешки ранети во болницата овде Катлан што е. Таа беше специализирана болница само за ранети партизани во Егејска Македонија. 1948 година се вратив на 20 октомври се вратив назад во мојата бригада. После тоа земаме учество у планината Лисец. До 10 јуни бевме тој го држаме. После 10 јуни се префрлиме на планината Малимади до 14 август. После 14 август офанзивата почна на територијата на Вичо. Грчката армија беше многу посилна, има повеќе оружје, но ние не бевме мокни да издржиме таа борба. Имавме многу загуби и така бевме принудени да се префрлиме на планината Грамус. На 30-10 ја бев заробен од страна на монархофашистите и бев однесен во логорот Кожини. Таму во Кожини по неколку дена дојде генерал Папагос и генерал Ван Флит, ги одели грците на една страна, а на друга страна македонците. На таа страна што беа грците, наредниот ден ги пушти на слобода, а додека македонците 865 македонци беа осудени на најразлични казни. Некои беа осудени на смрт, а некои беа осудени на робија. Ја бев осудена неодредено, па по 50, по 20 години и така натака. Од затворот Кожини не однесува праву во Солун со 50 камиони, војни камиони. Во камионите беа врзани еден врз друг со лисици и право не занесува во Солун. Камионите се занесува директно до бродот и право во бродот не занесува врзани. А во бродот беме внесени на најдолниот спрат доле и покриен беше од гора капакот. Меѓутоа некој од нас што не беме учени да патуваме по брод, имавме тешкоти по враќање, ни се лошеше, баравме да ни се отвори, меѓутоа од палубата од гора викае дека комунистички купелиња ќе умрете овдека во бродот и таму кај ќе одите, таму ќе погинете и за тоа носиме во најстроги затвор. Па по тоа слеговме во помали бродчина и искочиме на суво. Островот Макронис беше многу дълг остров, така грците го нарекуваат Макронис. Беше сув остров, без дрвја, без вода, значи само камен беше и карпи. Тоа беше таков остров сув, кој само таму може да се најдат да живеат змии и глувци. Од кога не подели у Макронис кога стигнахме по казните, нас не спроведе директно во мачечката жица преку 500 метра оддалечено со другите затвореници. Таму кога што стигнахме од бродот до таму се не тепае по патот и не вика треба овде да умрите за правдата на грчкиот народ. Меѓутоа дојдоа после Алфа Митилдес, така наречени на грчки, тоа е војна полиција и веднаш ни дадое изјави да пополниме, да се откажеме од припадноста на македонскиот народ, да се кажеме дека сме грци. Да се откажеме од Комунистичка партија на Грција и од Комунистичка партија на Македонија. Меѓутоа ние погледнаме изјавите, само ги оставиме вака бланго,
Чекај после 2 сати. Кога дојде војната полиција да види дали потпишавме, кога ја видел дека не се потпишани, тогаш дојде уште 40 алфамитидес, па почне тепање без милост. Тогаш не слекоја само погаки и почна да тепат со боткава жица. Од тие наши другари имаше него 4 што подлегнале од тепањето. Ние беме толку крв што не можевме да дојме на себе. Ја во тој момент едно известно време се изгубив и не знаев понатаму што се работи. Но по истото време не оставија на мир да се свестиме малци, па викае: ќе кажете дека сте грци или македонците. Ако се кажете дека сте грци, ќе биде подобро за вас. Но меѓутоа се јави едно друго кај за податоци. Лично за мене се појави кога видоја биографијата моја, дека сум бил и во Југославија, дека сум бил и подпоручник. Како си станал поручник? Ние овде ги пуштаме 3 години во питомска школа, не може да станат офицери, а вие може да станете со 3 месеци. И тогаш ме грабне двојца алфамитите, удри, тогаш панав во несвест, па после од таму ме зема ме занесоа во шаторската болница, каде таму останав 23 дена на лечење. После тоа, како се излечив, пане вратија таму и дено ноќно малтретирање беше. Или ќе дајте изјава, или нема да искочите од овдека. Поготово за ние што беме прави македонци, да се кажеме дека сме чисти грци, воопшто не доваѓа обцир да бидете македонци. Тоа продолжуваше и понатака. Меѓутоа, после се донесе одлука да тие малите малолесници деца што бере во затворот, да се префрлат во друг остров, да пропагираат со попови, со други предавања, како да можат да не убедат да се откажеме од славомакедонци, бидејќи во Грција постои само еден народ грци, дека нема славомакедонци. Кога стигнаме во островот Кос Лерос, таму не пречекае попот со придружба на полицијата. И ни рече: добродојдовте, грешни деца од Макронисо. Овде ве донесоe за подобро утре, не мислиме дека ќе бидете малтретирани како што бевте малтретирани во Макронисо, само од вас бараме овдека едно, а све ќе биде во ред. Тоа беше да дадеме изјава, да се откажеме од славомакедонци, да се откажеме така исто вака и од партијата и од Комунистичка партија на Македонија. Кога го рече тоа Попов, ако ние бидеме добри, ќе известиме владата дека грешните деца што дојдоа од Макронисо се покаиле дека го погрешиле животот, така да станат грци, подпишале изјавата и така ќе биде све во ред. Но тогаш извика Кара Стојанов, Васил Поп Николов и ја дека ние сме само македонци и македонски умреме. Тогаш Попов се налјути, веднаш полицијата не зема, не затвори во еден подрум и поред нас после дојдоа уште 23 други партизани и тогаш Попов рече: тие овде не се пожелни такви луѓе овде во овој остров, затоа што ќе расипат и другите деца, ќе шират комунистичка дејност. Таму останавме 3 месеци. Малтретирањето беше од полицијата секој ден беше. Не знаеме кога беше ручек, кога беше вечера, не знаеме кога не се дава јадење. Само иде, секој ден иде со изјавата во раци да подпишеме и се во ред ќе биде. Но ние останаме стврсто и тогаш Попов донесе одлука да се вратат назад тие 26 души во затворот Макронисо. Па тогаш почна малтретирањето, мавање со што можеле. Ме зема мене и
Поп Николов Александар не занесое во маченичка жица, која била таа 2 метра дужина, 50 метра висока и 4 сади широка. Таму не држе преку цел ден. Летно време луѓето не може да издржат, а они кои беа послаби на срцето умираа во самата жица. Ја многу пата бев во таа жица внесен таму, но со тешки напори искачев на крај додека дојде да зајде сонце. Ние одевме далеку, околу 10 километри да кршиме камења. Камењите носеме на раци. Тоа беше големо пространство кој се копаше и се минираше. Така тие камењи носеме далеку и со саати одевме, па поред нас имаше и камшување, кој не одеше брзо, па некој паѓаше, не можеше да го носи каменот кој беше голем, а малтретирањето беше позади од војната полиција да се однесе каменот до самото место до кај беше определено. Работевме без прекид, не знаеме до кога ќе работиме, а не се знаеше ни кога ќе ручеме. Тоа се случуваше секој ден. Ние спиевме во шатори, спиевме на земја. Јас немев ни кебе да ти кажам од тоа време, кога се фатив, без покрив бев, цело време бев. Само имев еден шинел кој умре еден партизан омакронисо, од него го земав ја и до дека се пушти, без кебе спиев во шаторот. Од тоа време имавме 1500 подлегнати наши партизани од малтретирањето. 2000 имаше мрзнати кои не знае за себе што се работи од тепањето. А тие што беа осудени на смрт, околу 205 души, тие се удавили на тој начин што плетеа јаже од трева, оставале на вратот, па иделе на карпите до морето, ваделе некој камен кој што може да окренат, поговрзували каменот и се фрле во карпите и животот не завршуваше во море. Меѓутоа, по известно време се бараја тие лица дека ги нема и почнаа да нуркат специјални војни единици во морето, па и наоѓаја тие тела, тие наши партизани што се удавија, па пола изедени од риби и така ги извади и таква грозна слика што ме вишел поред се што беме тепани и погинува наши партизани, али кога она слика, кога видовме дека пола луѓе од морето искачат изедени од риби, тоа не може да го забораваме, се чини додека со живи ќе го паметам. Јас во Макронисо бев 5 години не слечен, не облечен. Немев ни чевли, ни облекови немев. Нозите мои бе кокопита направени. Немев гале дали газам на песок или на остран камен. А да не зборуваме за панталоните, панталоните ми беа скинати, колената и позади, блузата овде врзував, што имев со кабливи, со жици врзував, што ќе најдев. А што се односи за бричење, не бев почишан 5 години. Брадата ми беше до овдека, брадата, а костата ми беше до колковите. Тоа време беше на 30 март 55 година, дојде војник, не зема 10 партизани, дојме да му го чистиме теренот. Откако го чистиме теренот, еден војник ме задржа, само мене ме задржа. Другите ги вратија назад. Од каде дојде. Кога ме задржа мене таму, јас си мислев дека сега ќе пани ќотек, не виден ќотек. Се стресов. И ми вика, чекај, вика, ќе ти дадам една слика, вика, од еден ваш другар партизан. Дали го познаваш? Земав таа сликата, почна да ја гледам вака, општо не може да се сетам на кој човек, кој е тој човек. Вика, не го познаваш? Викам, господине, не го познавам. Тој е ваш партизан, вика. Викам, општо не го виденам, викам, у близина не виденам таков човек. Почнам да се смее. Господине Атанас, тоа сте вие. Пред 10 дена ве сликав ја. Затоа што јас порано не може да се видам какво стање бев.
не може да се видам ни на огледало како личи со брадата и како бев искинат. Кога ми даде сликата и ми вика, слушај, вика, дете, ова слика ќе ти ја давам, ти ја подарувам за успомен. И да не ја кажеш на никој од затворот ова слика. А ако вашето некогаш победи, вика, ова слика ќе има значење големо. За таа слика толку ми е жал, ја донесу овде во Југославија и во земјотресот тогаш ја изгуби приликом преселувањето. Во 1955 година пред празникот Велик ден, кралицата идејќи од островот Родос и најави желба да го посети затворот Макронисот. Преку бродот јави на генералот Байрактарис Ѓорѓос, кој беше и шеф на затворот, му јави, му нареди, сакам да бидат на лице место сите затвореници без разлика како се казнати. Сакам да ги видам сите. Тогаш генерал Байрактарис Ѓорѓос даде наредба да се облечиме, да се дотераме и сите не донесе на лице место према казните како што ме распоредени. Тогаш стигна кралицата со бродот, а пред да стигна од Атина засилување војска, па полиција и со голем велички пречека се свиреше химната грчка. Од тоа време децата кои слушнаа музиката имаше жени таму, околу 2000 и нешто жени, со деца мали кои беа родени во затворот, децата истрчајќи надвор на крајот кај жените, да слушна музиката ја кралицата. Кога репортираше генерал Байрактарис на кралицата, дека затворот Макронисот има 32.000 затворници, току на смрт, току неодредено, току до животи, по 50, по 20 и така натака. Тај му се заблагодари за рапортот и таа тргна право код нас. Кога и виде децата мали на крајот, и го праша генерал, вика, генерале, што се овој деца? Заповедате ваше величество. Тие деца се вика на татковци партизани кои беа злочини, кои се бореа против кралството. И како може деца да биде во затворот? Тие тогаш кога ги затвориме, вика, биле бремени и беа однесени во Агиостратис, некој го Ѓура и родени таму. Па се префрлија 50 година во Макронисот. И како е можно, вика, деца мали во овој таков затвор? Тогаш тој не можеше што да каже и вика кралицата, дали има други деца овде кои посебно тука? Да, ваше величество, има. Кралицата Фредерики на лютена нареди да се тргна први ред, да се отргнат вака. Кога ја бев во средината таму, клечев на нозите, беше наложено да седам, додека кралицата не се оди да не се скоча на површина. Кога ме виде она дека клечем, и му вика на генерал Байрактарис, му вика, што е, господине генерале овој? Ова е, вика, најголем злочин кој се бореше на Грамус до последно и биле 7 браќа во партизанството. И таа му вика, добро генерале, му вика, на све личи, а само на човек не личи. И таа револтир направо кај мене иди, а истовремено ни затворници ми викат, станувај, не клече на нози. Станав јако плашило. И дојде при мене каму, ми вика, кралицата, од каде си дете ти? Ми викам, од Костурско. Од кое село си? Од Врмбел. Зошто си овдека? Не знам. Колку си осуден овдека? Не знам. А истовремено Байрактарис му кажува колку сум осуден, зашто сум осуден. И тогаш таа ме фати за косата, вака ме крена косата, вака колку долго што беше, и ми ја пушти косата и му вика на генералот, што е ваш срамота, генерале, што ја правите? Заповедате, ваше величество, ми вика. Ма какво заповедување? Ние сакаме децата, вика, и велиме од народните републики, дека живеат таму и бараме назад во Грција да се дојдат, дека ги пуштаме во интернати да учат, да школуваме, а ние, вика, ги умираме овде во затворот децата. И тогаш кралицата ме праша мене, вика, ве тепат, вика, не тепат. И со што ве тепат, вика, ме со боткава жица и со што можат. Тогаш панталоните ме скинати, овој дел вака, кренав ногата, тука
како што бе врзан со каблови, крена блузата кога ме виде и тогаш револтирано она. Му вика на генерал, му вика, срамота му вика, никаде во светот го нема толку и нас што го има овде. И тогаш рече, Боже, Боже, до кога ќе нема правда? И тогаш ме праша мене, вика, гладен си? Викам, гладен сум. Имаше на војна кантина, му рече, му нареди, сега му вика, ќе наредав тие 50 души ги одреди за да бидат утре во палата, да бидат најадени, облечени, избричени и денес офицерите нема да јадат, ќе јадат во офицерски дом. Па по тоа не однесое на бербер, па не сака да ме почешат мене, бидејќи имав многу вошки, па ме почиша после, ме облекое, па од таму за да одиме право офицерски дом да ручеме. Што ме облекува униформа, искочив во ходникот и гледам од карши војник иди. Јас се приближувам и он се приближува. И тога се сетив, се викам сега мора да го поздравам војникот зашто казната ќе беше голема. Казната беше ако војник не поздравиш, требаше да одиш 8 км до морето, да влезеш цел до вратото вода, да се намокриш и да земаш вода во устата, па да дош таму ме прикриш на него, да се увери дека бев во морето и дека се намокрен. Па и така ќе легнуваше на вечерата. Меѓутоа, викам добар ден, од карши он зборува добар ден, но не мрда. Тогаш случајно реката ја кренав некако да се избришам вака, тогаш дури се сетив дека сум јас. Ние што беме одредени за слобода од страна на кралица Федерики, не качие во помали бродчина и отидовме право во град Лавриот. Од градот Лавриот не качие на војнички камиони, слободно седеме на камионите, не беме врзани и отидовме право во палата на кралица Федерики. Штом слеговме од камионите, слегови децата мали и фоторепортерите, кога ги виште децата мали, со надеж дека се само се прашуваe како може тие деца бидат од најголемиот затвор. Кога новинарите меѓусебно разбраа дека веќе децата биле за страна на родина од затворот и дадена амнестија од кралицата, дури тогаш нас не беше јасно зошто кралицата Фредерики, односно владата грчка, даде амнестија од затворот Макронис да бидеме на слобода, за да ја покријат злосторствата што бе правени од затворот Макронисот на нашите соборци. Јас се ослободив 1955 година во април месец и дојдов право во градот Лерин. Кога најпрво се јавив во вратачни работи и вратачни работи ми дадоe легитимација времена со тоа што на сабале во 8 саат да се јавам и на вечера во 8 саат. И ми беше речено кај ќе спијам да образложам да знаат они. Ја наредниот ден фатив работа колку да преживеам и спиев кај него, се додека ми дадоe виза да ја напуштам Југославија. Тоа да ја напуштам Грција. Ја напуштив Грција на 22 јуни и дојдов овде во Македонија во Скопје, каде денеска живеам во градот Скопје со моето семејство.